Олимписките игри во Рио де Жанеиро. А сега одиме со финалната пресметка во категорија 65 килограми, каде што ќе го видиме мечот меѓу бугаринот Веселин Георгиев Петров и романецот Давид Добре. Бугаринот е во црвен дрес, а романецот во син. Традиционално две многу силни школи боречки, слични по себе. Се работи за цврсти борачи, гледате и конституцијата кај двајцата борачи е многу слична. Да. И очекувам дека ќе имаме силна борба. Јас, познавајќи ги борачите по оно што имаме, сепак кај борачите од Бугарија има малку се поразлични во однос на техниката, на богатство на техниките, доколку романците дел од подготовката им имам некаде како физичката подготовка и доваѓа до израз. Меѓутоа исто се така многу технички подготвени, многу силни борачи. И по оно што го видовме денес, двајците имат по 3 добиени борби, ќе биде многу изедначена борба. И така борбата почнува. Гледате скоро една минута, некако тактизираат се уште во однос на... Да, на претходна борба меѓу Режалари и Хигучи, која што беше бескомпромисна во секој момент, се одеше буквално на освојување на поен. Но веројатно е ова почетна фаза на испитување на противникот. Ми се чини дека овој формат 2 пати по 3 рунди и овие правила им овозможуваат на добрите тактичари да ја распределат силата, да барат на некој начин слаба точка кај противникот, а потоа можеби да го подигнат нивото на интензитет како ќе трае мечот во подоснежниот тек. Силна акција на бугарскиот борец, 4 поена. Сега објаснување зошто 4. Значи, по новите правила, бидејќи имаше одлепување. Значи, иако за нози, го крена противник, го отлепи од душекот и веќе имаше движење, значи, беше комплетно во воздух со целото тело. И затоа 4 поена. Значи, сега, порано тие акции ги бутираа по 3, сега се 4. Во случај на уште една таква акција, тука и прекинува фактички борбата. Направени се овие правила со цел за уште поатрактивни зафати да бидат оние потешките подобро вреднувани и нормално оној кој ќе успее да ги изведе да направи поголема предност во однос на ривалот. Сега романецот одлично започнува, успее да дојде зад противникот и сега и него 2 поена, значи и тука имаме промена во однос на тоа, значи со самото доваѓање веќе позади се бодира со 2 поена. Почна некако лежарна, а продолжува со многу поголема жестина оваа борба. 4:2 е за бугарскиот надпреварувач Веселин Георгиев Петров. Инако што се однесува до времетрањето на борбите, еменува на неколку пати. Имаше, се сеќават любителите, некогаш се бори и по 5 минути цели. Имавме и 3 рунди по 2 минути. Да. Значи, овој начин на борба бил порано. Па имаше прво полувреме, второ полувреме, некој начин по сетови. Нешто слично по сетови, како во тенисот беше. Меѓутоа, тие промени се со намера да се подигне квалитетот на борењето, ми се чини дека некогаш брзите промени прават и проблем. Така да разговарано е на ниво. Јас имам можност да присуствувам на неколку конгреси на Светската боречка федерација, се разговара на тоа ниво, се прави голема анализа во однос на тоа и се тестираат борачите каде би било најоптимално можноста и како би било за со намера да овие борачи може да го пружат максимумот. Крај на првата рунда, во која што најпрви бугаринот освои 4, потоа романецот врати со 2 поена, тука ништо не е завршено, туку допрва ќе има возбудување. Ова е финале, значи во категорија 65 килограми. Инаку, гледате преносите што македонската телевизија ги прави постојано се на едно високо ниво, на европско ниво, кое што било видливо во историјата и на многу бројните големи надпреварувања од меѓународен карактер што ги организирала Република Македонија, поранешниот сојуз или сегашната Федерација за боречки спортови. Да се подсетиме, само имаше и светско првенство, имаше и европско првенство за сениори, потоа уште неколку во кадетско јуниорска категорија, па полициски првенства, балкански и така натаму. Да не заборавиме дека овие меѓународни турнири, македонски бисер кој почна како струшки бисер 77-та година, постојано се под покровителство на
македонската радиотелевизија и секако и сите други медиуми кои што можат да одбележат дел од оние случувања кои што се актуелни на ваквите надпреварувања. Во тој сегмент остануваме партнери, лојални, доследни на традицијата, се со цел да помогнеме на Федерацијата на боречки спортови на Република Македонија да се врати онаму каде што некогаш беше и да се придонесе и за популаризацијата на овој спорт кај младите, да се врати ентузијазмот или на некој начин да се пронајдат вистинските таленти за да добиеме нови шампиони од калибарот на Шаман Трстена, Шаман Сиви, на Зоран Шоров, на Киро Ристов, на Сефер Салиевски и така натаму. На Могамет Ибрагимов во поновата историја. Во случај медиумите многу важна работа, вие тоа исклучително добро го правите. Јас мислам дека оние што ќе гледат, мислам и добро што на некој начин имам можност со вас да бидам да објасниме на луѓето често пати бидејќи недоразбирањата или оно што се случува на борилиште некогаш луѓето не го познават. Менувањето на правилата, што значи еден поен, како се добави така натаму. Овој се машки спорт, често пати ги плаши некој ги воодушевува, меѓутоа по нежниот пол можеби мајките се ќе бидат разочарени во случај да речеме ако речат некој нивното дете треба да се бори, што се случува. Јас само да ја препорачам дека ова е еден од најбезбедните спортови, иако делува така. И најздравите спортови во поглед на изграду, и најсестран спорт. Значи спорт на спортовите јас би го и тука има може да речеме да се во малата возраст да бидат борачи и после да се селектират во било кој друг спорт. Значи бидејќи за да бидеш спортиста ќе треба да си добар гимнастичар, добар атлетичар. Значи ќе треба да си добар условно и дигаш на тегови, не знам, да имаш вештина и координација, неверојатна, еластичност неверојатно треба, брзината ти е многу важна. Така да спорт кој може да биде база на сите спортови понатаму. Да, и не случајно е базичен спорт кој што датира уште од пред неколку илјади години, од уште пред нашата ера, практично со развојот на човештвото. Тоа се зборови во онаа монографија, но и од претходно било јасно дека ова е еден од спортовите кои што биле меѓу најценетите и најтешките на дневните олимписки игри, а потоа и еден од основачите спортови кои што ги основале модерните олимписки игри во Атина уште во 1896 година. И е веќе трет век во модерните олимписки игри во таа ера успева да екзистира одново како и се уште како еден од атрактивните спортски дисциплини. Точно така, борењето е поврзано со самите почетоци на човештвото и јас малку истражував во тој дел и вели вака еден истражувач научник дека нема човек кој не си ги одмерил силите или не се борел. Значи тоа е во гените на човек кои се приближат еден до друг, често така да застанат во позиција на боречки стил. И тоа покажува дека постојано луѓето на некој начин многу одамна го започнале тој се движат. Меѓутоа една интересна акција. Да. Имаш 30 на секунди до крајот, да се вратиме сега на случувањата. Ми се чини дека 2 поена за бугаринот, да, дојде за противникот 6-2. Па беше во позиција на влез за нози бугарскиот репрезентативец Романскиот проба да направи контра акција на некој начин преку вратот да го слечи противникот, меѓутоа не успеа, остана доле и изгуби 2 поена. Еве сега гледате пак дека атакува, сака да направи некоја ефективна акција, евентуално да се врати назад со 4 поена. Меѓутоа гледате дека бугарскиот репрезентативец се симна доле, слезе на подот со намера да не биде одлепен од душикот, со намера да изгуби поен. Меѓутоа ми се чини дека веќе е завршена борбата. Добра беше неизвестна, во првата рунда беше 4-2, откако бугаринот на некој начин направи една предност која што успеа да исконтролира. Поведе со 4-0, Веселин Георгиев Петров, потоа романецот намали на 4-2, меѓутоа во втората рунда доста тактички се до оваа завршна минута, кога повторно со неколку поени само ја зголеми оваа предност и успеа да триумфира Веселин Георгиев Петров, кој што го освоила првото место на 40-тиот македонски бисер во категорија минус 65 килограми. А следната борба ќе биде исклучително атрактивна. Ова само да видиме дел од завршницата. Против Александар Здравко.